Ова место е влевањето на река Бабуна во Вардар. На околу 1 километар од Велес, во близина на фабриката Агрија, ова е мостот пред устието на Бабуна во Вардар. Меѓутоа, прво имам едно одредиште во тој правец, а тоа е едно, па рече се тајно излетничко место на Велешани и се нарекува Пешти. Ќе видам до каде можам да отидам со автомобил. Има асфалтиран пат, меѓутоа верувам дека многумина ќе бидат изненадени од тоа што ќе го прикажат кадрите од Пешти. Ете, аспортаж тука убаво се пишува Пешти, 2 километри. Кој не знае, може и да го превиди тоа. Значи, тука води овој пат, веднаш покрај Агрија. Ако возите по стариот пат за градско, не може да не ја забележите. Тоа е патот што води до Пешти. Да, е потесен малку, мора да се внима, меѓутоа ако е вака асфалтиран до крај ќе биде сосем вред. Ете ја, спортаж во патувачко издание. Сега да, ова е малку изведбата ГТ, врвна изведба, ГТ Лайн, и би требало да се докажува повеќе на асфалтирани патишта. Тестот секако дека ќе биде објавен, меѓутоа да видиме малку контакт со Бабуна, иако нешто многу не тече во моментов рекава. Меѓутоа се забележува колку се чисти овие води. Бабуна е една од најчистите реки во Македонија. Еве од тука се оди за Пешти. Ми каже еден мештанин сега дека има од тука уште 3-4 минути пеш одење и мора да се премине преку мост од таа страна за да се дојде до Карпите. Значи тоа е, ете ги скаличките, па мостот, добре, па од таа страна Гуштерчиња, добре, окей, мостов, сега малку се клати, плюс ја тежок, ама, сега тоа е. Добро. Треба да знае човек да се движи со осцилациите на мостот. А сега кон Карпите. Еве кај сум. Има некакво течение. Не е до толку дека мирува. Овде можна и по некоја змијичка да се појави. Значи, ова во одреден дел од годината е под вода. Значи, се тоа е речен песок. Потоа, дека има отпад, очигледно сум близко до одредиштето. Љубители на природа ќе уживаат во овие несекојдневни кадри. И тоа е воедно и, еве како што ми објасни мештанинот, ете, ја некултура него не прашав, не за име човекот, ми кажа дека тука ќе има уште едни скалички, па потоа морам да продолжам во тој правец, добро, не треба. Значи, од другата страна, значи има и доста планинарење. Овие скали не се нешто баш најсигурни, може да се откачат. Има еден дел кој што води преку Карпи и треба да се прекачи тој дел. Не е страшно, наближувам до местото.
Еве ги пешти. Прекрасно. Карпи, а меѓу карпи се крие бавине. Не теја бабуна. Не теја тече. Тоа што долго се чини дека пресушува, тука се гледа дека е тече. Еа, колко е тоа прекрасно. Прекрасна Македонија. Тука има пештери многу, горе по овие карпи, веројатно се варовнички, оттаму и името пешти. Од тука не можам да видам никоја карпа, меѓутоа има луѓе кои што го знаат многу подобро овој крај. Може да се премине и од таа страна, ми кажува дека е плиткави рипчиња. Може да се премине, каде води тоа не знам, и тоа сигурно и тоа е нешто за авантуристичко одредиште. Тоа што изгледа плитко, значи тоа уште како дете ме имат научено, тоа што изгледа како плитко, а е бистра вода, тоа значи дека е двојно подлабоко од колку што ти се чини. Прекрасно. И така ова треба сега да се совлада, не се сите скали на број, меѓутоа, ајде да се надеваме дека јас барем ќе си ги задржам забите на број. Добра. Тука не достига. Ова може и да се одвари во секое време. Значи тука нема. Нема тука скала. Тука треба, еве, смоква. Тука треба мушки. Добра. Па после. Наваму, тоа е тој дел кој што треба да се прикачи, меѓутоа функционира. Ето ја кија спортаж, има уште многу да извозиш ки иже. А внатре салон. Одиме натаму. За да се вратам на бабуна, треба прво да се вратам во Велес, да го поминам Велес, па понатаму од Враниште, па натаму повторно да фатиме тексот бабуна. Спортаж тестот веќе го извозе стандардната тест рута со сите проверки на конформни динамички својства. И тоа секако ќе може да го погледнете на мојот канал на Автомедија. Тоа е фейслифтот. Воланот е нов. Сменете во стилот на EVA 3 и EVA 6. Значи порано беше тркалезен волан, класичен. Сега ова е нова форма. И тоа што понатаму ќе го видиме, потеченијата на бабуна. Каде што има река, има пат, има железница. И тоа се природните законитости. Реката е таа која што ги направила патиштата, бабуна ги направила патиштата. Голем дел од патот што ќе го поминаме, ја придружува железницата. Своевремено се градела железница до Прилеп, Велес и Прилеп биле поврзани прв пат со железница кон завршетокот на 30-тите години. Тоа е големо поглавје, важно поглавје. Меѓутоа, патувањето допрво почнува. Еве се вративме на нормален пат и тука вели Општина Чешка. Тоа е
Тука е почетокот, најисточниот дел на подрачјето кое што се нарекува Азот. И сега сме, каде се наоѓаме сега? Значи, овде е река Тополка. Ова е Бабуна. Ете е Бабуна. И еве тоа за што зборував, железничка станица. Секаде поминува тука, поминува воз. Оморани, Теово, Согле, Богомила. Сето тоа е поврзано со железница. Ете го горе на Жилово. И кажам, чепкаста утица, значи Бабуна, реката Бабуна е меѓу планината Бабуна и меѓу Даутица, а на север горе е Јакупица. А тоа значи и Солунска глава. Тоа е едно од одредиштата кои што ќе ги видиме, значи Римскиот мост во Богомила. И еве железницата. Тунел. Тука сум на крстосницата за Чашка, од тука се продолжува за Чашка, а од тука за Извор. За Извор па понатаму се двои, значи Извор, Јасеново и двои понатаму десно патот води за Теово, Богомила. И погледнете оваа убавина, овоштарници, до недоглед. Таму планини, Чашка. Чашка се нарекува затоа што е обкружена од сите страни со планини. Бабуна, Даутица, Јакупица, прекрасно изгледа. Тоа е посебна тема. Зад мене е Велес и ете Кија Спортаж. Како се наредени. Овој мост е влезот во уште едно прекрасно подрачје на наша најубава Македонија. Прво е Теово, потоа Согле, Бистрица, Богомила, Нежилово, па Прадиште, Ореше, па овде се двој патот за Габровник и други места. А тоа што се слуша како жубори под мостот, тоа секако дека е Бабуна. Ете, со водите од Солунска глава, од Јакупица, Мокра планина. Се слуша. Пречекува жуборот на Бабуна, пречекува во овој и колку живот носи рекава. Што значи река? Се околу е зелено, бујно, плодно. Ево тој славен 500 годишник јаворот во Теово, што пречекува во Теово. И не е само дрво, има душа ова дрво. Тука е посетено, има и чешмичка, луѓе си доаѓаат да се закрепнат. Ова не е само дрво, ова има душа има. И еве тука е се е средано за луѓе да се одморат, исто јавор од 15 век. 600 години.
Еве веднаш тука е црква Свети Атанас. Дело. Има многу толкувања како е настанато името, меѓутоа најверодостојно е преданието дека е поврзано со Господ. Еве како што ми кажува мештанин, не се одржува, не се води грижа за ова дрво, еве оваа гранка се скршила. Еве, колкава била гранката, дури и антенава е оштетена, меѓутоа мора некој да се грижи за ова. Мора некој повеќе да се засегне за тие 600 години. Улица Бабунска нормално. И колку е вешто изработен овој зид. Ова не е зид, ова е уметност. Ова се богати краишта. Односно, некогаш биле богати краишта. Еве што останало од оваа куќа. Бабуна. Ова е веднаш по Теова. Тука веќе има многу по-бујно тече. Мештани ми кажаа дека навистина да била сушна оваа година и опаднато е значително е опаднат водотекот на Бабуна. И како што спомнав, односно како што многу добро се забележува тука, река пат. Каква гледка. Ова е патот за Бистрица, од тука продолжува за Бистрица, а ова е пругата што води до Прилеп и која што е во завршетокот на 30-тите години од минатиот век довршена. И како што може да се прочита во бројни писанија, сите жители биле ангажирани во изградбата, морале едноставно да учествуваат во изградбата, инаку следела дисциплинска постапка. И зашто е толку важна оваа пруга? Ќе рече некој, за да патуваат луѓе. Секако дека е важна, меѓутоа оваа пруга води до Прилеп, а тоа значи и до Пелагонија. Пелагонија некогаш произведувала многу повеќе. Давала многу повеќе и државата имала многу повеќе. Ја засегала Пелагонија. И тоа што го раѓала Пелагонија, тоа што го создавале луѓето во Пелагонија, а патот ме води натаму. Следно е Богомила, па Нежилова, па потоа ќе се спуштам за Прилеп и сето тоа што го сработеле, што го сработиле луѓето во Пелагонија, во Прилепско, патувало за Скопје, патувало нагоре на сите страни и тоа е значењето на оваа железница. Таму се гледа во заднина, се е обраснато сега, меѓутоа таму е зад овој рид, се гледа Солунска глава. Тука е Јакупица, односно тука е Даутица, Бистрица е селото. Да не ја забораваме спортаж. Па Убавица, што да правиме? Да, и ова секако. Постројка, село Бистрица. И треба, ете, комотно да се чека тука. Воз. 300 денари чинам дека чини карта за до Битола,
350 денари, имат 3 или 2. Ајде, може би се лажам малку, меѓу време еден кадар од спортаж. Да, господска машина. Секако. Ова сигурно ќе ви го привлече погледот кога ќе патувате кон Богомила. Горе минува пругата. Тоа е некоја притока на Бабуна. Бабуна се слуша таму како зубори, како тече. Влез во село Богомила. Постојат преданија за тоа како мештаните направиле пругата да минува низ нивното село и со тоа да биде посложена изградбата, меѓутоа го свртиле водотекот на своја воденица. И каква убавина. 3 планини. Јакупица, Даутица и Бабуна. Високи планини, моќни планини од сите страни, а долу Бабуна тече. Носи живот. Колку е бујна природа, колку е богата само. Сега е септември, 23 септември, 31 степен Целзиусов Богомила. Меѓутоа, ова е само почетокот, големо село е. Тоа што сакам најмногу да го видам во Богомила, тоа секако дека е мостот. До таму има уште малку. Меѓутоа, тој мост, стар мост, е првото нешто што ќе го видите на слики за Богомила, а секако има многу што да се види од тука. Секако има и голема железничка станица тука. Овде кутрињава се одмараат на пат. Добро. Нема кој да ги закача. Ете го мостот. Ето го мостот и Вовча. Ова не беше јас кога снимав последниот пат, ова е нешто ново. Ајде да видиме. Ете го мостот. Ете го новиот и ете го тој славен мост со Бабуна под него. Ајде да видиме. Ете го мостот. Зидан мост. Добро. Тука нема информација никакви за мостот, меѓутоа има патека за планински велосипедизам во ред Бабуна. Раскажува нешто. Кажува некоја приказка. Има нешто да ми каже. Доаѓа од Солунска глава, една од најчистите реки во Македонија. Податоци за мостот не видов. Тоа е новиот мост, поред за да се заштити. Ете, дури скалички. Работливи луѓе дури скалички извеле тука. Има само дека е зидан мост. Повеќе информации за тоа нема. И ете една многу сликовита гледка од спортаж и ова Вовче кој што некој уметник го направил со многу љубов и многу труд, може би уметничка, да не биде уметник. Да видиме што направиле. Добро ова е.
бандаж уличарски, односно тркало. Уште немаме ние термин, буриња. Треба човек само да има фантазија. И многу убаво нешто, многу симпатично нешто. Спорташ. Добро, знаеме дека изгледаш убаво. Знаеме за тоа. Железничката во Богомил со препознатливите железнички бои и железничката архитектура. Сега да видиме од лице. Прекрасна градва, препознатлива архитектура, обнована секако. Имаше едно поглавје Македонија која ги обновуваше станиците и колку убаво изгледава. Ние не знаеме да направиме атракција од оваа пруга. Оваа пруга минува низ прекрасни краишта, погледнете само. Во Србија има Шарганска осмица, стара пруга по која што некогаш се одало до Бар, значи единствената пруга која што водела до море, и тие имаат направено туристичка атракција, и ресторани, хотели, одморалишта, музеи, се. Зошто кај нас тоа не може да се направи? И еве како функционира. Да видиме возниот ред што вели. Покажува часот 14:36. На луѓе им се допаѓа оваа гледка. Патување со воз. Меѓутоа, кај нас некако патувањето со воз ја нема, ја ми изгубено таа драж. Кај нас автомобил па автомобил. Јас како новинар што работи 35 години, 30 сигурно. Автомобилизам, па помислувам да седнам во воз и да направам една репортажа таква. Ето колку изгледа убаво, многу карактеристично за Богомила. Коритото на реката минува низ село. И стари куќи, големи куќи, богати куќи. Покрај оваа веројатно притока на Бабуна. Многу убаво село. Големо село. Па веројатно низ Скопје сега има населби, така наречени населби, кои што повеќе личат да се наречат село, отколку што ова треба да се нарече село. Ова повеќе има обележја на град, отколку некои делови од Скопје. Колку прекрасно. И планини од сите страни, како заштитнички, згрижено село. Ето, до тука е Богомила. Не продолжувам за Нежилова. Нежилова заслужува посебна репортажа.
се гледа, од тука се гледа Солунска глава и колку чиста се гледа куќарката горе на Солунска глава. Колку е чист воздухот тука. Да, се гледа, јасно се гледа. Верувам дека ќе се покаже и на кадар колку чисто се гледа Солунска глава. Сега има уште малку до двоењето преку Бабуна. Значи, ќе се искачам, еве го двоењето. Значи, од тука се продолжува за Нежилова, сега е асфалтиран патот. А од тука Сторовија 11 километри и Прилеп стои. Долу се гледа Богомила, делот Богомила. Последниот пат кога бев се гледаше многу повеќе, меѓутоа напредувала, слава Богу, напредувала Дабовава шума, така што покрива половина од тоа што се гледаше некогаш. Долу може да се види и железничката пруга, ќе најдам подобра локација, се гледа железничката пруга, меѓутоа 2 километри тунел поминува низ најдолгиот од 10 тунели кои што се ископани за железничката пруга во 30-тите години, значи поминува долу. Тоа се некаде околу 2,5 километри и тоа е најдолгиот тунел. Има 10, чинам. Меѓутоа, подобра гледка секако дека ќе погледнеме. Колку е се зелено, обраснато, како со тепих, како да е положен тепих врз ова. Наши планини прекрасни. И спорташче. Со новите светла, секако тоа што го нарекува Кија, го нарекува Star Map, односно звездана шема. Значи, голема мечка. Таа форма ја следи на големата мечка. И на созвездието голема мечка секако ги има се уште контурите на Тигуровскиот нос, тоа се овие вовлекувања на линиите навнатре. Тоа е подписот на Петер Шрејер, кој што во 2006 година ја нацрта Кија сосем отново и даде нов живот, и даде нов залет. Покрај техниката, покрај противредноста, Кија стана и дизајнерска марка. Има измени секаде, праговите се сменети, задните светла исто така ја следат шемата звездената мапа, односно со звездието голема мечка. Сега дали беше голема или мала, не знам, веројатно голема мечка, автомобилските компании сакаат големи работи. И GT Line, ова е врвот, секако, основната изведба чини 30.300 акцијска цена. Ова е GT Line која што има се од тркала со 19 инчи и гуми што, па слава Богу, издржаа да се искачаме по овие планини, по овие по не толку автопатски делници. Седиштата секако внатрешноста привлекува многу внимание со, односно, изгледа многу благородно со оваа комбинација од бели и црни материјали. Новината е во оваа динамика, тој е материјал што го имаат развиено јапонци. Јапонска фирма се води под името Динамика и ова е рециклат, рециклиран материјал. Меѓутоа, јас прв пат кога го допрев, помислев дека е алкантара. Меѓутоа, не, навистина пријатно изгледа и дебело е обложено, издржлива е, веројатно 10 пати е поиздржлива од природните материјали кои што ги имаме величано. GT Line секако пишува, вентилирани седишта, што се има. Да, секако има и конективноста е унапредена уште толку, воланот исто е обложен со бело, многу отмено изгледа. И конективноста и системите за асистенција преоѓаат на ново ниво, не се само нови светла, туку и има и функционалност нова. Значи,
навигацијата, меѓу другото, се раководи според, односно темпоматот, се раководи според податоците што ги чита од навигацијата. Па соодветно ја намалува брзината во свијаци, подзабавува, забрзува. Значи, многу нешта се напредувани со таа дигитализација. Кој сака, може да ги исклучи, не е проблем. Меѓутоа, ајде да го искористиме ова златно време. Сепак таа е хероината на ова патешествие. Кија Спортаж во новото моделско годиште. Зад мене е ова патешествие кое што мина, јас верувам дека го гледавте со задоволство и со интерес, дека има многу содржини кои што се новина за голем број од гледателството, од публиката. Овде се тутунови полиња. Има уште многу приказни оваа Македонија. Каде и да се свртиш, има некоја приказна плюс. И до следната репортажа, до гледање и бидете живи здрави.